Добар ден, драги ученици! Добро дојдовте на денешната видео лекција на e-училница. Моето име е Берна Бекировска и јас сум оделенски наставник во Основното училиште Браќа Рамис Хамид, Шуто Ризари, Скопје. Денес ќе го одржам часот по предметот ликовно образование за 5-то оделение. Она што ќе го обработиме е наставната содржина, градење и обликување. Мотив, мојот град, техника, амбалажа. Потребен материјал за денешниот час би се картонски кутии, односно амбалажа од различни производи, како што се чаеви, лекови, чевли и друго. Исто така ќе ви бидат потребни ножички, течно лепило или силиконски пиштол, хартија во боја, бои по избор. Паузирајте ја овде видео лекцијата, за да може да си го подготвите потребниот материјал за работа, а потоа продолжете да го следите видеото. Што треба да научите? Да ги продлабочите знаењата за градењето и обликувањето како начин за тродимензионално изразување. Да компонирате две или повеќе фигури во една целина. Да изработите макета на населбата, плоштад, улица, парк и на неа да представите просторно решение. Да ја развивате креативноста и истрајноста. Пред нас ги гледаме двете дечиња Асан и Мери. Хајде да се запознаеме со нив. Асан и Мери се двајца другари кои живеат во иста зграда. Тие често одат на прошетки во населбата, а нивно најомилено место за игра им е детското игралиште. Додека чекорат низ улиците, ги бројат зградите. Мери е љубопитна и го прашува Асан: Асан, дали си се запрашал некогаш кој одлучува колку згради ќе се изградат и каде ќе се направи детскиот парк? Но гледаме дека Асан е збунет и не знае што да ја одговори. Да се обидеме на денешниот наш видео час да им помогнеме на овие две дечиња да најдат одговор на нивното прашање. За да го направиме тоа, треба да ги потсетиме што е тоа простор. Сигурна сум дека некој од вас ќе успее да се сети и да ни објасни што е простор. Така е, дечиња, браво! Просторот е се она што не обкружува околу нас. Во просторот ние се движиме, работиме и се забавуваме. Улицата, училиштето, зградата, собата, градот, небото, селото, се е простор. Овој простор го викаме реален затоа што постои и ние се движиме во него. Просторот може да биде внатрешен или надворешен. Мери и Асан треба да знаат дека просторот кој што не обкружува е исполнет со градби, со улици и паркови. Во реалниот простор се создаваат различни градби, улици, плоштади и паркови кои се наменети за живење на луѓето или за други потреби како што се култура, образование, спорт, рекреација и слично. Тие зафаќаат дел од просторот, односно имаат волумен. Мери и Асан, но и сите ние ученици треба да се запознаеме со што е урбанистички план. Долу на сликата ви е даден пример
за тоа како изгледа урбанистички план на едно населено место. Уредувањето и користењето на просторот кој го зафаќаат градбите, плоштадите и улиците мора да биде свесно и плански организиран. Ова се однесува и на планирање на паркови, градини и други зелени површини, односно нешто што го нарекуваме холтикултура. Да ги запознаеме Асан и Мери и да им објасниме што значи зборот архитектура. Архитектурата е просторна уметност која се занимава со обликување и градење на разни градби и простори наменети за потребите на луѓето, за живење или за други активности. Архитект е лично што се занимава со планирање, проектирање и надгледување при изградба на објекти. Од десната страна е даден цртеж кој што е пример за работата на архитектите и планирањето на некоја градба. Архитектите во својата работа ученици користат макета. Овде Мери и Асан, но и ние можеме да видиме две слики како пример како изгледа макета на едно населено место. Што е макетата? Макетата е модел со намалена големина кој што е направен според оригиналната градба и кој што се користи во архитектурата. Во ликовното образование ученици, градењето и обликувањето ни овозможуваат тродимензионално да се изразиме. Односно, нашите ликовни творби кои што ги создаваме со градење и обликување ни се тродимензионални и тие ни зафаќаат дел од просторот. Сега ученици, за да им биде уште појасно на Асан и Мери, ќе ве замолам да завршите вашата задача, односно да го направите мојот град како макета. При тоа треба да внимавате на следното. Добро да го испланирате просторот за вашата макета. Да внимавате на висината, формата, големината и намената на градбите. Да испланирате доволно простор за игра и дружење, како и доволно зелени површини. Да внимавате на ширината и сигурноста на улиците. Да ги планирате тротоарите, да имате обележан пешачки премин, велосипедска патека. Овде треба да го искористите ликовниот материјал кој што го подготвивте на почетокот на оваа видео лекција. Да користите ликовната техника картонски кутии, односно амбалажа. При работа со картонски кутии можете да ги спојувате, да ги лепите, можете да ги разделувате, да ги сечете и да ги вовлекувате една во друга. При вашата работа обидете се да бидете креативни, искористете ги вештините за работа и бидете трпеливи при изработката на макетата со сите детали. Еве неколку примери на изработки од други дечиња кои што можете да ги искористите како идеја за правење на вашата макета. Пред да започнете со работа, треба да внимавате на неколку постапки кои што треба да ги следите во вашата изработка. Најпрви, треба да си направите една скица за тоа како замислувате да изгледа вашиот град, односно вашата макета. Следно е
добро да го испланирате просторот за вашиот град. Како следно уредете го просторот што сте го испланирале, односно представете ги улиците, просторот кој што ви е планиран за градбите, како и зелените површини. Потоа, изработете ги градбите и внимавајте на деталите. И на крај, направете правилен распоред на градбите по просторот што го планиравте за вашата макета. Овие ученици може да ја сопрете видео лекцијата и да започнете со својата работа. Имате време од 15 минути за да ја работите вашата макета. Браво, ученици! Застанете овде со вашата работа. Она што не успеавте да го сработите за овие 15 минути, ќе го добиете како домашна работа. Доработете и уредете ја макетата, односно вашата градба. При вашата работа може да ги користите и овие линкови што ви се дадени како помош и насока. Ви посакувам успешна работа. Мери и Јасан се среќни. Научија за простор, архитектура, научија да обликуваат и градат со амбалажа. Тие ни се заблагодаруваат. Ви благодарам и јас, ученици, за вашето внимание за време на нашата видео лекција. Се надевам дека Мери, Асан, но и сите вие успеавте да научите за градењето и обликувањето. Довидување, се гледаме на некоја идна видео лекција.